Добро вечер, централно издание на вестите, настани на денот. Коцевски поднесе оставка од функцијата државен јавен обвинител пред седницата за неговото разрешување. Заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност. Почеток на неселективна правда или партизација на судството. ВМРО, ДПМН и СДСМ со различни реакции. Опозицијата ја напушти седницата за пратенички прашања, откако мнозинството ја прифати резолуцијата на владеачкото мнозинство. Замислете, резолуција за осудување на опозицијата. Тоа до сега не се случило. Тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата. СДСМ избира ново раководство на партијата. Познати дел од имињата на функционерите кои остануваат во тимот на Филипче. Имало ли несоодветно лекување на новороденчето кое почина на ГАК? Министерството за здравство најавува инспекцијски надзори. Клиниката ги чека на одите од обдукцијата. Скопје урива рекорди по аерозагадувањето. Главниот град денеска меѓу најзагадените на планетата во друштво на Лахоре и Њу Делхи. Републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски поднесе неотповиклива оставка од функцијата. Одлуката ја соопшти непосредно пред седницата за неговото разрешување на пресконференција во обвинителството, каде посочи дека заминува со гордо крената глава. Неговата оставка потоа беше констатирана и во парламентот. Деталите од Михајло Видемлиски. По неполни 2 години откако беше именуван државниот обвинител Љупчо Коцевски си поднесе оставка од функцијата. Еден час пред закажаната собраниска седница на чиј дневен ред беше владиниот предлог за негово разрешување, Коцевски одлуката ја соопшти на пресконференција. Остана на ставот дека постапката за негово разрешување е политичка одлука и затоа се одлучил на ваков чекор. Поканата да присуствува на седницата рече дека ја добил еден час пред почетокот, но не и предлогот и не знаел на што треба да се произнесе. Станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекусежни последици по независноста на јавното обвинителство. Овој предлог, како основи за разрешување, од она што го имам како сознание, содржи само 3 реда, а ниту еден од нив нема образложение или аргументирана подкрепа. Законот е јасен. Државниот јавен обвинител може да биде разрешен само доколку се утврди дека сторил тешка дисциплинска повреда. Тоа е така не заради заштита на Љупчо Коцевски или на кој било друг што ќе дојде на оваа функција, туку заради заштита на самостојноста на јавното обвинителство и начелото на поделба на власта. Коцевски рече дека откако дошол на функцијата, јавното обвинителство функционирало во услови на сериозни кадровски и материјални ограничувања, но и покрај тоа имал видливи и мерливи резултати. Посочи дека се сработени голем број на предмети од висок јавен интерес, во кои се опфатени осомничени лица, блиски до различни политички и бизнис центри на моќ. Ја спомена и истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, која тврдеше дека била завршена во рекордно време. Заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност, поради очигледното непочитување на принципите врз кои почива правната држава. Јас си заминувам од функцијата, но верувам дека обвинителството поседува институционален капацитет да работи објективно и непристрасно, затоа што институциите се поголеми од поединците, а правдата мора да биде поголема од политиката.
Оставката на Коцевски експресно беше констатирана на собраниската седница. Сега според законот, по предлог на влада, собранието треба да распише оглас за именување на јавен обвинител, а според критериумите, на него ќе може да се пријават само обвинители и судии и кривичари со најмалку 10 години искуство. До изборот на нов државен јавен обвинител, на местото на Коцевски треба да биде назначен вршител на должност, кој треба да го назначи Советот на јавните обвинители. А наместо од собраниска говорница, власта и опозицијата ставовите за Коцевски ги споделија од партиските седишта. ОЦД сама обвинија дека според нив неговата смена е дел од сценарио за партизирање на обвинителството и судството. За власта пак оставката е победа за правната држава. Дејан Трајковски. Откако изостана собраниската дебата за разрешување на државниот обвинител Коцевски, партиите со реакција по неговата неотповиклива оставка се огласи од партиските седишта. За едните ваквиот потек представува победа на правната држава, за другите пак обид за окупација на судството и обвинителството. Од ВМРО ДПМН порача дека со оваа оставка се ставил крај на еден мрачен период во кој обвинителството било перцепирано како партиски механизам и праша дали Коцевски до последен ден чека да ја напушти позицијата за да им купи време на сност, кој треба да го назначи Советот на јавните обвинители. А наместо од собраниска говорница, власта и опозицијата ставовите за Коцевски ги споделија од партиските седишта. ОЦД сама обвинија дека според нив неговата смена е дел од сценарио за партизирање на обвинителството и судството. За власта пак оставката е победа за правната држава. Дејан Трајковски. Откако изостана собраниската дебата за разрешување на државниот обвинител Коцевски, партиите со реакција по неговата неотповиклива оставка се огласи од партиските седишта. За едните ваквиот потек представува победа на правната држава, за другите пак обид за окупација на судството и обвинителството. Од ВМРО ДПМН порача дека со оваа оставка се ставил крај на еден мрачен период во кој обвинителството било перцепирано како партиски механизам и праша дали Коцевски до последен ден чека да ја напушти позицијата за да им купи време на СДСМ и ДУИ за заташкување на висока корупција. Дали е точно дека група обвинители на чело со Коцевски заташкуваат преку 40 случаи на висока корупција против корумпираните функционери на СДС, ДУИ и други партии. Почеток на вистинска неселективна правда. ВМРО ДПМН ќе инсистира овој момент да биде преточен во конкретни и суштински реформи. Притисокот за смена на јавниот обвинител е дел од сценариото на ВМРО ДПМН и Мицкоски за целосно преземање на обвинителството и судството. Стои во реакцијата на СДСМ по оставката на Коцевски. Тие велат дека на власта и гори поднози, дека воспоставува систем пурнек од на Груевски и Вучиќ во Србија. Обвинител под контрола на Мицкоски и ДПМН, суди под контрола на Мицкоски и ДПМН, целосна окупација и партизација на судството, враќање на тефтерчињата, погребување на правдата, политички прогон, измислени кривични пријави, лажни вести, манипулации, злоупотреби на институциите, партизација. Препукувањата за работата на Коцевски траат веќе неколку месеци, а летото пратеници дебатира и за иницијативата за негова интерпелација. Опозицијата беше против, но иако власта ја изгласа, Коцевски тогаш не се повлече од функцијата со образложение дека има мандат и не подлежи на таков вид одговорност. СДСМ ја напушти собраниската седница за опозицијски прашања откако во собранието се прифати резолуцијата на владеачките партии за потврда на политиките против нелегалната миграција. Од партијата оценија и дека безпредметно е да се поставуваат прашања поради отсуство на премиерот и дел од министрите. Од власта пак возвратија дека досега не се случило опозиција да не присуствува на опозицијски прашања. Ивана Стојановска. Пратениците од опозицијската СДСМ одлучија да ја напуштат денешната седница за опозицијски пратенички прашања. Револтирани што како точка на дневниот ред беше прифатена предлог резолуцијата на владеачките ВМРО ДПМН Евлени Вреди со наслов осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција. Сметаат дека тоа е апсолутно неприфатливо и е директен атак врз опозицијата. Од власта пак возвратија дека резолуцијата не е против опозицијата, туку против мигрантите и дека е невидено досега опозицијата да бега од нивните опозицијски прашања.
Забелешки за поднесената резолуција од владеачкото мнозинство претходно упатија и од опозицијската ДУИ, барајќи точката да биде тргната од дневниот ред и резолуцијата да не се разгледува. Замислете, резолуција за осудување на опозицијата. Тоа до сега не се случило во парламентарната демократија. Колку и да е кревка таа демократија, ќе разбере ваков предлог во 90-та година. Во 2025 година резолуција со која што се осудува опозицијата апсолутно е неприфатливо. Резолуцијата е за осуда на опозицијата. Не. Резолуцијата има точно име и тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција, со која што сакаме да ставиме точка на ова лудило. Поднесете резолуција за да зборуваме за неа. И потоа терајте ни и да се подпишуваме и да разгледуваме. Да ви честитам новата 1949 година. Вие оценивте дека опозицијата све што ќе каже лаже и манипулација, тоа е цензура. Со кое право вие може да поништите одлуки на влада, почитувано собрание? Како дополнителна причина за напуштањето на седницата, Спасовски го наведе и отсуството на премиерот Мицкоски, кој е на службено патување во Брисел, но не назначил свој заменик на седницата. Спикерот Гаши, ако сметаше дека услови за одржување на седницата има, сепак побара во иднина поодговорен пристап од владата. Односот на владата кон собранието мора да се подобри. Ве молам друг пат, значи, да се пренесе и до владата, да разговара, ние на секоја координација зборуваме со представникот од владата, да се почитува собранието со присуство кога имаме пратенички прашања. Предлог резолуцијата на владеачките партии е последна, 12-та точка на дневниот ред. Опозицијската СДСМ попладнево ќе избира ново раководство на партијата, откако на барање на Венко Филипче на почетокот на месецов оставка поднесе целото раководство, освен партискиот лидер. Новото раководство треба да биде потврдено на седницата на Централниот одбор, која треба да започне за половина час од сега. Според најавите од Филипче, позицијата генерален секретар ќе ја задржи Александар Саша Димитриевиќ, а еден од подпредседателите ќе биде ортопедот кој беше кандидат за градоначалник на аеродром Александар Трајановски. Македонија да ги спроведе уставните измени и да ги интензивира реформите. Советот на Европа ги усвојува заклучоците за земјава. We have very strong Council conclusions that are sending strong signal to all the aspiring member states. Министерството за здравство иницираше вонреден инспекцијски надзор за смртта на новороденчен на клиниката за гинекологија и акуширство, пошто, како што велат, ке следува и стручен надзор. Од клиниката пак тврдат дека се чекаат наудите од обдукцијската анализа и уверуваат дека ако се утврди лекарска грешка, ќе бидат преземени најстроги мерки. Јорданчо Цветановски. Министерството за здравство иницира инспекцијски надзор до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а потоа и стручен надзор во врска со починатото новороденче на клиниката за гинекологија и акушерство. Инспектори од ДСЗ и биле во ГАК. И по завршување на надзорот ќе дадат изјава за тоа како се одвивал целиот процес со починатото бебе, а предмет подопрен глас од јавноста оформи и обвинителството. Бебето било родено на 1 октомври во 36-та недела со царски рез. Новороденчето било префрлено на интензивна нега затоа што имало респираторен дистрес, но исклучени биле кардиопатија и патолошко нарушување на срцевиот ритам. Докторката направила интубација, но според изјавите на нејзината началничка, таа не го спровела правилно целиот процес на реинтубација. Директорката на ГАК Папастиев за Канал 5 објаснува дека во истиот момент кога началничката на одделот реагирала до неа, е оформена комисија, каде докторката која го интубирала бебето било преместена на друг оддел. Секогаш кога имаме ние потешко новороденче или смртен случај, по протокол се постапува со разгледување на комисија на квалитет, а во соодветниот случај на барање на началничката веднаш е префрлена докторката на друг оддел и е соодветно направена комисија за квалитет. Меѓутоа се уште се чека обдукцијскиот наод и врз основа на наудите кои што ќе ги добиеме за обдукцијскиот наод, ние понатаму ќе превземеме све што е потребно
за да се превземе и за да одговориме онака како што налагаат протоколите и законски како што треба да се постапи со случајот. За смртта на новороденчето реагираа и од опозицијската СДСМ. Од таму побараа одговорност од директорката на ГАК, затоа што како што посочи од партијата. При реинтубацијата на бебето, која траела 20 минути, му биле нанесени повреди при што настапила смрт, а ништо од тоа не им било кажано на родителите. Внетрешните пријави, изјавите на лекарите и официјалните записници велат дека има сомнежи за лекарска грешка. Началничката на интензивната нега писмено пријавила дека постои несоодветно лекување кое довело до компликации и смрт на бебето. Според таа пријава, реинтубацијата траела дури 20 минути, не секунди, туку 20 минути. Во тие 20 минути на бебето му биле нанесени повреди, пошто настанала и смртта. Телото на новороденчето било дадено на обдукција, откаде извештајот треба да ја покаже точната причина за смртта. Наместо да се јави во затворот Идризово, првообвинетиот во случајот Дурмотурс Дурмиша Белули доби ново одложување за издржување на затворската казна поради постооперативно закрепнување. Во меѓувреме, второобвинетиот Ремзи Мифтари и натаму е во бегство. Здравко Димитров. И по четврти пат се одложи почетокот на издржување на затворската казна на првообвинетиот во случајот Дурмотурс Дурмиш Белули. Иако денеска требаше да се јави во затворот Идризово, Белули повторно добил пролонгирање за издржување на казната. Сега поради потребен одмор и рехабилитација од операцијата на вториот тестис направена пред 10 дена. Така наместо денеска, Белули ќе треба да се јави во затворот периодот после Нова година, но пред Божик, информираше судијата на случајот Кирко Михајловски. По барањето за одлагање на Дурмиш Белули. Денеска беме во клиничка болница во Тетово, со докторот што има направена операција на 1.12 овој месец. После оперативниот захват на 5 овој месец, 12 е отпуштен. И денес доктор рече дека поради постоперативни компликации му треба најмалку 20 до 30 дена оздравување на некој начин, пошто донесов решение 20 дена само одлагање. Кога би требало тој да се јави во затворот? На 5.1. пред Божиш. Казна од 10 години требаше, но не почна и второобвинетиот во истиот случај Ремзи Мифтари, кој околу месец дена е во бегство и е недостапен за органите на прогонот. И тој цели 7 месеци поради идентични здравствени проблеми како и Белули го одложуваше одслужувањето на казната, а полицијата се уште го бара со централна потерница. Според проценките на надлежните, тој се уште се наоѓа во државата, бидејќи при проверките кои ги направиле не бил регистриран негов излез на некој од граничните премини. Белули првично беше осуден на 4, а Мифтари на 6, но на 9 мај апелациониот суд им ја зголеми казната на двајцата и донесе одлука да добијат по 10 години затворска казна. Тие и двајцата беа осудени за автобуската несреќа кај Ласкарци, која се случи во 2019 година, во која животот го загубија 16 патници, а над 30 беа повредени. Државната лотарија реагираше по наводите на државниот ревизор, во кои се тврди дека заводот утврдил значителни неправилности во финансиското работење на акционерското друштво за приредување игри на среќа. Објавените наводи се неосновани, тенденциозни и нецелосни, бидејќи во нив свесно или несвесно не е направена временска и управувачка разграниченост помеѓу периодот во кој друштвото било управувано од претходното раководство од СДСМ и ДУИ и периодот во кој управувањето и одговорноста ги презема новото раководство, велат од Државна лотарија. Скопје денеска се најде на третото место на листата на најзагадени градови во светот според IQR. Македонската метропола во текот на денот беше во друштво на Лахоре во Пакистан и Њу Делхи во Индија, каде аерозагадувањето урива рекорди. Сања Трајковска, Ставров. На прагот до поголемиот студ. Новата зима ќе ни дојде со старата слика за Скопје, која веќе тоне во белиот облак од загадувањето. Со падот на температурите пораснаа оние штетни PM10 честички, чиј број полека но сигурно котурка Скопје кон врвот на листите на најзагадени градови во светот.
Со над 20 пати поголеми вредности на најштетните PM честички според просекот на СЗО и оценка дека воздухот не е здрав за вдишување, Скопје сега е трет град во светот по параметрите на загаденост, покажуваат податоците од платформата IQ Air. Од невладините организации алармираат дека одамна имаат доставено предлози и мерки, но повеќе од една година нема реакција од страна на градските власти. Од иницијативата ОДВА очекуваат новото раководство на градот да има слух и решителност да превземе чикори, бидејќи наместо само празни зборови, треба дела во борбата против загадувањето. Да се направи забрана за грејење на нафта, лисни масла, јаглен мазут, кокс во град Скопје, да стапи на сила. Имавме и рокови од 1.10.2026 за домаќинствата, за други објекти од 1.10.2028. Апсолутно ништо не е поместено на таа тема. Тоа е сепак во склоп со законот за квалитет на амбиенталниот воздух. И кога имаме на повеќе од 2 мерни станици нарушување, односно големо зголемување на вредностите на PM частичките, да се предвиди возење само на возила со зелени еконалепници, исто заглавено со правилникот. Од град Скопје не ни одговорија на прашањата кои мерки се превзимаат за загадувањето и што констатира општинскиот инспекторат. Сепак од државниот инспекторат за животна средина велат дека постојано се спроведуваат постапки кои се дел од акциски план. Директорката Ивана Гиновска вели дека работат и заедно со општинските инспектори. Сега имаме и координирани надзори со град Скопје, постапуваме заедно. Еве една од мерките е да се почесто мење на улиците, градежните активности да се стопираат кога имаме зголемено аерозагадување, гасификација на поголем број на објекти. Еве се почна со гасификација и со менување на цврстите енергенци на повеќе државни институции, така да мислам дека владата сериозно почна од минатата година да се занимава со овој проблем. Според последните истражувања, грејењето на дрва, односно согорувањето на биомасата, представува најголем извор на загадувањето, но значаен придонес имаат и согорувањето на нафтата и мазутот и минералната прашина која потикнува од градижните активности. Според Европската агенција за животна средина, во Македонија годишно, како последица од загаден воздух, се губат околу 3400 човечки животи. А пред малку одговор за Канал 5 дадоа и од градот Скопје. Оттаму велат дека во рамките на своите законски надлежности се преземаат низа мерки, краткорочни кои се насочени кон превенција и брза реакција во периоди на зголемено загадување, особено во текот на зимската сезона. Зашто, како што велат, градот редовно упатува јавни препораки до граѓаните за одговорно и правилно затоплување на домовите, а се апелира и на редовно чистење на оџаците и одржување на грејните тела. Долгорочните мерки пак велат дека се фокусирани на системско намалување на изворите на загадување и подобрување на контролниот механизам. Тука спаѓаат континуираниот надзор над индустриските капацитети, унапредувањето на инспекцијските капацитети, како и координацијата со други надлежни институции во насока на спроведување на националните и локалните политики за чист воздух, велат меѓу другото од град Скопје. Советот на Европската Унија го поздравува фактот што евроинтеграцијата останува стратешка цел на Македонија и ја повикува да ги интензивира напорите за унапредување на реформите поврзани со членството. Ова, меѓу другото, се навидува во нацрт заклучоците на Советот во пресрет на самитот на Унијата и лидерите на Западен Балкан. Афродита Рамос. Македонија се уште не ги усвоила уставните измени на кои се обврзала и мора да ги интензивира реформите, особено во областа на правосудството. Меѓу другото, се поздравува фактот што евроинтеграциите остануваат стратешка цел на државава. Ова се дел од нацрт заклучоците кои Советот на Европската Унија денеска се очекува да ги усвои во Брисел, во кој увид имаше Радио Слободна Европа. Земјите лидери во евроинтегративниот процес се Украина, Молдавија, Албанија и Црнагора, меѓу кои Црнагора е најдобар кандидат, посочи еврокомесарката за проширување Марта Кос на денешната меѓувладина конференција со оваа земја, која денеска затвори уште 5 поглавја и се очекува до крајот на следната година да ги затвори и преостанатите. Favorites, 4 countries have made a huge success, and I'm very happy that the member states have recognized their efforts.
Ukraine was the one, and also Moldova, who have delivered under very difficult circumstances. Ukraine was negotiating while the bombs were falling on the country, and Moldova had to resist to a very strong Russian hybrid war. Merci à la France. Vous nous avez donné une tâche difficile ces derniers jours. Иако проширувањето е геополитички приоритет на Унијата, сепак се очекува Унгарија да не ги подржи заклучоците кои денеска треба да се усвојат, потенцираше министерката за европски прашања од Данска, која во периодов председава со Унијата. Унгарија засега останува на своето вето за Украина, што ЕУ најде начин да го заобиколи, отпочнувајќи преговори на техничко ниво, не само со Украина, но и со Молдавија. As regard the Council conclusions, we have very strong Council conclusions that are sending strong signal to all the aspiring member states. I expect that they will be supported by 26 member states. Премиерот Христијан Мицкоски и владина делегација денеска се упатија кон Брисел во пресрет на утрешниот самит ЕУ Западен Балкан. На самитот се очекува Европската Унија уште еднаш да ја реафирмира својата посветеност на евроинтеграциите на нашиот регион и да ги потенцира потребните реформи кај секоја земја. Предлогот на Ивана Хоум е цената на струјата да се зголеми за околу 6%. Во пресметката на универзалниот снабдувач се влезени сите потребни параметри, односно новата повисока цена за мегават час по која ЕСМ ќе му ја продава струјата на Ивана за домакинствата и малите потрошувачи. Сандра Спасовска со деталите. Ивана Хоум ги заврши пресметките за новата цена на струјата. Оттаму за Канал 5 потврдуваат дека нивниот предлог е повисока цена за околу 6%. Во пресметките влегуваат сите параметри, вклучително и новата повисока цена за мегават час од 65 евра, по која државни електрани следната 2026 година ќе продаваат струјата на универзалниот снабдувач. Дополнително во пресметките е влезена и одлуката на регулаторната комисија за енергетика за пренос и дистрибуција. Оваа одлука регулаторот ја донесе пред околу една недела, а со неа од 1 јануари следната година се намалуваат мрежните трошоци во сметките за струја. Односно, преносот на електрична енергија ќе се намали за 2,67%, цената на операторот за 3,4% и цената за дистрибуција за 3,64%. Но овие трошоци, како што беше посочено при носењето на одлуката во крајната цена, влијаат помеѓу 1 и 1,2%. Од регулатор навелат пресметките стигнале до нив, денови ќе бидат разгледани пошто ќе се соопшти конечната одлука. А новата цена на струјата ќе важи од 1 јануари. Во однос на ефтината дневна тарифата, за сега останува од 13 до 15 часот, бидејќи како што посочија регулаторите, доколку се зголеми во текот на денот, анализите покажале дека ќе треба да се намали во вечерните часови, кога цените се далеку повисоки. Вработените од управата за водење матични книги денеска стапија во предупредувачки штрајк. Велат дека се незадоволни од тоа што 2 години чекаат да им се покачат платите. Денеска беа на работа, но не ги услужуваа странките кои доаѓаат да им се издаде соодветен документ. Повеќе од Маја Стојановска. Вработените во управата за водење на матични книги го одржаа предупредувачкиот бојкот. Над 300 службеници кои велат дека работат за минималец. Низ подрачните одделенија на институцијата ширум државата беа присутни на своите работни места, но не ги услужуваа странките. Не се издаваа изводи од матичните книги, венчаници, ниту други официјални потврди. Иако ова го најавија вчера, сепак дел од граѓаните кои ги затекнавме таму велат дека не биле информирани за бојкотот и очекувале денеска да им бидат издадени документите кои ги чекале. Успеавте ли денеска да ги извадите вашите документи? Не. Па бојкотираат. Што ви беше образложено, кога ќе може тоа да го направите? Не прошав, си бојкотираат луѓето. Кога ќе си ги добијат правата, што и да бараат, не знам. Да, дојдат да го подигнат документот, ама не сум знаел дека не работат денеска. Вработените од утре ќе продолжат со работа, со цел како што велат од синдикатот, граѓаните да не останат без потребните документи пред празниците. Сепак доколку во најкусможен рок не се уважат нивните барања за подпишување нов колективен договор и зголемување на платите за 20%. Најавуваат дека следниот чекор е штрајк, можеби уште следната недела. Се надам дека
ќе бидеме повикани да се реши оваа состојба, да се потпише тој колективен договор. Тие 20% гледаме вчера министерката кажува има пари, нека ги дадат тие пари. Во спротивно, верувајте, овој пат се цврсто решени, се надевам нема да дојде до генерален штрајк. Директорот на управата Фатон Фазлиу и денеска уверува дека во најкусможен рок барањата на вработените ќе бидат прифатени и дека граѓаните нема да останат без потребните услуги. Јас како раководител на управата, исто така и владата, сме едногласни дека ќе се залагаме максимално барањата на вработените да бидат прифатени. Вработените во управата велат дека веќе една година бараат потпишување на нов колективен договор, но иако добиле повеќе ветување од надлежните, тоа не се случило. Се пожалија и на недостаток од кадар, токму поради ниските плати. Јана Јосифовска ве очекува виднаш по вести во ново издание на Само вистина. Останете со Канал 5.